Земјоделците од Карбинската општина се задоволни од она што го нуди ИПАРТ програмата за унапредување на нивното производство со набавка на нова механизација. Заинтересираноста е многу голема и претходно и сега. И до сега имаме користено. Играта е да се поплакат некои дека сите што ги исполнуваат условите до сега беа имат земано добиено или од ИПАРТ или од рурален или како млад земјоделец. Вам лично? Па исто и ние имаме користено, да. Колку во нивната работа им помага оваа програма? Али помага многу. До сега работеме со стара механизација, сега се обновува секаде, више нема куќе што се викали земјоделец, што се малку позанимава со земјоделие, дека не е земал. Значи сите што се занимаваат по-професионално со земјоделие, сите имаат до сега искористено средства од ИПАРТ. Освен ова, тие добиваат и обработливо земјиште. Имам собствена нива, имаме купено 10 декара. Со помош на ИПАРТ за градоначалникот Виктор Паунов, сликата за земјоделството во општината е подобрена. Искрено знам дека општина Карбинци како подречје кое што е од ИПАРТ поддршка е навистина искористена оваа можност. Во минатото земјоделците претежно сточарите кои што исто така се во оваа група на луѓе имаат аплицирано и земено пред се во делот на земјоделската механизација, но и во друг сегмент кога е во прашање исто оваа дејност. Така да очекувам и понатаму да продолжи онаа тенденција да имаат можност оваа група на луѓе да добијат, односно да направат нешто повеќе кога е во прашање оваа дејност и нивните сопствени бизниси. Кои критериуми се потребни земјоделците да ги исполнат согласно оваа програма? Собственоста или правото на користење на земјиште. Треба да биде или негово земјиштево, или да биде земено под концесија на минимум 7 години, сметано од денот на доставувањето на барањето во агенција. Одговорното лице на земјоделското стопанство треба да има најмалку средно образование. Во случај ако нема средно образование, треба да има минимум 3 години работно искуство во земјоделското производство или треба да посети обука во соодветната институција. Во правното лице, најмалку едното одговорно лице мора да биде во постојан работен однос или ангажиран со договор од минимум трајање на 5 години. ИПАРТ 3 програмата содржи 8 мерки за поддршка на земјоделците за повеќе дејности. Истата трае до 2027 година, а од неодамна е објавен првиот јавен повик за барање на финансиска поддршка од мерката 1, што се однесува за инвестиции во аграрните основни средства. За таа цел, денеска во Карбинци се одржа презентација на она што го нуди ИПАРТ.